Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Секој од нас, барем еднаш во животот, имал проблем со тврда столица или обстипација. Има ли одредени продукти кои што може да го отежнат празнењето на цревата? Од друга страна, која храна се смета за решение на проблемот? Каква модификација во исхраната треба да направат лицата кои што имаат хемороиди? За исхраната, кај обстипацијата и хемороидите. Денеска разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Овој разговор ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. Каква да биде исхраната доколку имаме проблем со обстипација или пак хемороиди, ќе запрашаме Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добре ни дојдовте во денешната Телма амбуланта и добар ден. Добар ден. Сите знаеме дека прехранбените навики имаат голема улога во здравјето на гастроинтестиналниот тракт, односно во здравјето на органите за варење. Па дали неправилната исхрана може да доведе до сериозни нарушувања во празнењето на цревата? Секогаш прехранбените навики и животниот стил, конкретно за оваа состојба, значи се повеќе фактори, влијаат и во позитивна и во негативна насока, но најголем е проблемот што бидејќи не се, кога обстипацијата во прашање не се работи за заболување, туку го нарекуваме состојба, генерално забораваме да имаме во предвид целата слика, односно сите системи заедно, туку сметаме дека всушност тоа е проблем само со дебелото црево и затоа всушност многу малку знаеме дека со менување и тоа мали промени во исхраната можеме да делуваме и превентивно и конкретно. Додека пак кај појавата на хемороиди веќе имаме една здравствена состојба која што бара и медицински третман и тука веќе диетотерапијата, ајде да кажеме, посериозна, но бидејќи тоа е состојба која што се случува буквално на сите, значи од најмала возраст па до највозрастната група, сепак пристапот кон исхраната треба да го прилагодиме и кон возраста. Има бројни продукти за кои што се смета дека создаваат проблем со столицата. Има многу митови кои што се недокажани, па денеска ќе ги разјасниме. Еве да започнеме од тоа дали бананата го отежнува празнењето на цревата или пак можеби го олеснува. Што се однесува до одредени намирници, митовите треба секогаш да ги гледаме во смисла на тоа дека и генерално луѓе кои што немаат проблеми со дигестија, на некој им одговара бананата, на некој не им одговара бананата. Но, во случај кога имаме проблеми со отежнато празнење на цревата, треба да прибегнуваме кон конзумирање на зрели банани. Бидејќи билните влакна во зрелите банани се помалку, додека во зелената банана, општо во зелените овошја, имаме многу повеќе билни влакна и тоа од нерастворлив тип, што значи дека доколку немаме никаков проблем со столицата, може да јадеме позеленкасти банани, ако сакаме да ја промениме исхраната во однос на намалување на тежината или во однос на намалување на маснотиите, но зрелите банани се всушност можни да помогнат во решавањето на проблемите со обстипација. Што значи дека генерално бананата не спаѓа во намирница која што секако ќе даде проблеми. Видот на бананата што ја конзумираме е важен за тоа дали таа ќе помогне или ќе одмогне. Значи има два вида всушност на растителни влакна, растворливи и нерастворливи. Ако ве разбрав добро? Да, значи всушност во вода, така? Да, всушност има два типа на диетни или билни влакна, растворливи и нерастворливи. Меѓутоа, изрелоста на самиот плод влијае на тоа, на количината најмногу на јаглени хидрати, а доколку имаме време и одредени шеќери, ќе направиме и мал преглед на тоа некои шеќери како влијаат во позитивна и во негативна смисла на обстипацијата. Растворливите влакна во природата, во секое овошје, зеленчук и целозрнени житарици има комбинација
и од растворливи и од нерастворливи влакна. Пожелно е кога третираме обстипација, ако имаме здрав дигестивен систем, паралелно да бидат застапени едните и другите. Така. Што е разликата? Растворливите билни влакна имаат можност да абсорбираат вода и прават гел, ја прават столицата мека, формирана и на тој начин помагаат во дефекацијата. Нерастворливите билни влакна се претежно целулоза, таа ја одбива водата, но пак затоа ги абсорбира маснотиите. Сега, одбивањето на водата, доколку имаме мало количество на вода во дебелото црево, може да направи проблем, да даде тврда столица, а да го волуменот, значи таа дава волумен. Овие даваат мекост на столицата, овие даваат волумен. А пак волуменот да направи една непријатна состојба во цревата и да ги натера цревата на перисталтика, значи на буткање надвор, но доколку немаме доволно вода, имаме пак проблем со празнењето на цревата. И затоа најпожелна исхрана е таму каде што имаме растворливи, значи во намирнице каде што имаме претежно растворливи билни влакна, кога сакаме да третираме обстипација, зголемување на внесот на вода и да имаме во предвид дека растворливите билни влакна се пребиотици, Односно се храна на тие се храна, бидејќи многу се зборува за пробиотиците, да, но многу малку за пребиотиците, а тие се исто така дел од промените во исхраната, односно од она кое што би требало доколку имаме обстипација да ни помогне. Надица, дали чоколадото создава обстипација? Се смета дека какаото, поради својата состојка кофеин и одредени теини и танини, може во одредени видови на какао да направи обстипација. Но знаете, кофеинот исто така на различни луѓе има различно делување. Некои луѓе едноставно го поднесуваат, им годи, некои луѓе не им годи кофеинот, односно кафето. За кафето вела дека е природен лаксатив. Кафето е природен лаксатив, но на долги патеки всушност ствара обстипација. Кај чоколадото не е докажано дека какаото е примарно, освен кај некои луѓе кои едноставно не можат да го поднесат и им делува во обратна насока. Кај чоколадото се повеќе додатните материи кои што ги има во даденото чоколадо. Во пракса таму каде што препорачувам чоколадо кое што е квалитетно, каде што е претежно на какао, каде што нема млечни трагови, каде што нема ароми, не делува, дури ни кај таму каде што имаме и други здравствени состојби кои што предизвикуваат обстипација. Бидејќи обстипацијата може да биде резултат на многу фактори, од кои некои се и медицински, анатомски, животен стил, навики, што значи дека не можеме ни тврдо да тврдиме дека чоколадото во секој случај ствара обстипација. Какаото во принцип не постои наука базирана на докази дека влегува во категоријата на мирници која што води кон обстипација, но комбинацијата на какао и на млеко поради млечните киселини, поради млечните шеќери во комбинација со какаото може да дадат проблеми, односно да доведат до обстипација. А што е со пресното, со свежото млеко? Дали тоа може да создаде проблеми со отежното празнење на цревата и обстипација? Најдов на една научна студија која што вели дека обстипацијата која што се појавува во подоцнежните години на животот, всушност се должи на тоа дека во подоцнежните години на животот ние дефинитивно имаме помалку ензим во нашиот организам за обработка на лактозата, односно на млечните шеќери. Кога телото не може да ни ја свари, се работи тука и за други шеќери, таа брзо оди во цревата и на тој начин ствара дополнителна ферментација, бидејќи кога не можеме да ја свариме таму каде што треба да биде, во тенките црева и во горниот дел на дебелото црево, и бргу доаѓа во дебелото црево,
таа всушност ја абсорбира водата, прави тврда столица и неможност за празнење на цревата, или кај одредена група на луѓе прави диареја, односно ја одвојува водата која што треба полека дебелото црево да ја абсорбира од полусварената храна и да ја врати во системот назад, и прави диареја или прави неформирана столица, која што исто така е проблем, па воведува во други проблеми, например, како што се хемероидите. Ја споменавте диарејата. Кога некој има диареја, се препорачува конзумација на бел ориз, пилав, сварен бел ориз и наварен морков. Па сега, дали овие продукти, доколку редовно се внесуваат во исхраната, може да доведат до проблем со обстипација, односно народно кажано запек? Основна и главна причина на еднолична исхрана од типот на јаглени хидрати, кои што ги нарекуваме прости, морковот би го изземала од оваа комбинација. Сепак, тој суров влегува во диетотерапијата на обстипацијата. Доколку е сварен, може да имаме оној резистентен скроп целулоза, која што ќе направи дополнителен ефект. Кај компирот, да, меѓутоа, проблемот е во состојбата на хидрираноста, дали компирот и белиот ориз и варениот морков ќе ни направат проблем. Проблемот е во јаглените хидрати, кои што се прости, а тука спаѓаат, има дел во морковот, но многу голем удел во, значи има обичен скроп во компирот. И сега добиваме еднолична исхрана во која што имаме прости јаглени хидрати, отсуство на белни влакна, и растворливи и нерастворливи, мало хидрирање, немаме, значи, останати елементи кои што помагаат редовно празнење на цревата, и на тој начин редовно доаѓа до обстипација. Затоа треба и велиме, не постои една намирница, не постои еден начин, значи секогаш треба да ја гледаме големата слика, да. А што е со пекарските продукти? Појадокот обично нас ни се сведува на бурек, кифли и слично. Што е со белото брашно, кое што исто така е на некој начин рафинирано, обработено, вела дека обработените производи можат да создадат некаков проблем со столицата? Сушност се смета дека денешната епидемија на обстипација и на проблеми со последниот дел на дебелото црево најмногу се должи на користењето на рафинираните брашна. Ако гледаме во историјата, значи ние рафинирани брашна користиме речиси неполн век. Нашиот организам од секогаш користел цело зрно како основа во исхраната, и доколку имаме претежно исхрана, се смета дека денешниот модерен човек не внесува ни 7 грама билни влакна во текот на целокупниот дневен енергетски внес. А за нормално празнење на цревата потребни се кај жените 25 грама, а кај мажите 30 грама билни влакна. Од кои што најдобро е да бидат 60-70 растворливи, 30 нерастворливи. И доколку ние во почетокот на денот апсолутно примаме храна која што е прости јаглени хидрати, колку и да конзумираме билни влакна во втората половина на денот, ние перисталтиката не можеме да ја разбудиме, наједноставно кажано. И тоа на долги патеки не воведува проблем. Но и квасецот. Знаете, пекарската индустрија го напушти старовремскиот замес, односно користење на квасци кои што ферментираат повеќе од 4 до 5 часа. Сега и ние користиме инстант квасци, и тоа прави дополнителен проблем кој што додава плюс на отсуството на билни влакна. И вие доколку го одземете од исхраната сето она што е здраво за цревната флора, хидрирано, кој што има билни влакна, и уште неколку супстанции, а тоа е магнезиум, калиум и витамин С, претежно исто што доаѓа
одредени ензими кои што исто ги имаме во свежата храна, всушност доаѓаме до една редовна обстипација која што се јавува дури и кај деца од најраната возраст. Ки имат ли проблем со столицата, со тежното празнење на цревото, оние што конзумираат редовно сирења, кашкавали и слично? Постои врска, одлична корелација кон тоа дека правењето на обстипација кај луѓе кои што претежно конзумираат вакви млечни производи оди во некаква корелација со блага нетолеранција на лактоза. Меѓутоа, секоја тешко сварлива храна, каде што имаме комбинација млечните производи освен ферментираните, значи ферментираните Тоа се јогурт, кефир, кисело млеко, кои што всушност помагаат во доброто варење на храна и понатаму во доброто празнење на цревата, на еден начин многу долго се задржуваат во последниот дел на дебелото црево, таа специфична комбинација поради специфичниот состав на млекото, на тие колоидни раствори, на протеини, во водени раствори, на масти, каде што се одделуваат фазите, прават едни депозити, нерастворливи, во дебелите црева, кои што на вистина може да воведат во обстипација, но пак ќе кажам, претходно мора да постои и одредена друга здравствена состојба. Оние кои што се соочуваат со ваков проблем со обстипација, бараат најчесто инстант решение за забрзување на работата на цревата и нивното празнење. И најчесто посегнуваат по сливите, и тоа сувите сливи. Дали се тие секогаш добро решение? И ако се добро решение, зошто е тоа така? Па сливите, но во таа група ќе искористам прилика да ги споменам и јаболката, и крушите, и смоквите. Се секогаш добро решение. Сливата одскокнува малку од другите поради нејзиниот состав на феноли, кои што ги има, кои што специфично помагаат, односно ферментацијата заедно со шекерите, сорбитол и мал дел на фруктоза, создава така наречени многу популарни масни киселини со кратки ланци за време на дигестијата, кои што се идеални за празнење на цревата, но и големо богатство на растворливи билни влакна и големо богатство на магнезиум и на калиум. И сливите всушност се еден цел пакет. Доколку индивидуата конзумира доволно вода, сувата слива е решение. Доколку не може да обезбедиме добра хидрираност на организмот, барем да ги накиснеме сувите сливи да рехидрираат, но јас најсигурна варијанта ми е свежа слива и компот од слива, бидејќи таа ми влегува во сите категории, па и некогаш кога немам медицински докажано друг тип на иритабилен колон или нешто друго, или некој друга медицинска состојба, тоа е најсигурната варијанта, компот или слива. Сувата слива да, доколку ретко кој зема сува слива и пие 300 грама вода. Така. Сувата слива, сувото грозје, сувата урма да, но сите забораваат и понекогаш обично знам да им напишам и голема чаша вода. Да, но секогаш со 200 до 300 грама, бидејќи сувата вода по пат ќе собере, значи ќе абсорбира вода да се рехидрира како би била дигестибилна. Најважното од се дека ние мислиме дека нашиот желудник вари. Се започнува да се вари во устата. Тука е почетниот процес. Тоа е почетниот процес. Обстипација во принцип имаат луѓе кои што недоволно џвакаат? Недоволно џвакаат, јадат на брзина. А тоа го правиме сите. Да каснам нешто на брзина, да не излезам гладен од дома, нели? Претежно покрај телевизија, покрај компјутер, покрај телефон, нема свесно конзумирање на храната. И понатаму вие на местото каде што треба да ги користиме убавите работи од храната и да водата да ја преработиме, да ја вратиме во системот, стигаат големи парчиња болуси на недоволно дигестирана храна, на голема количина на храна, на лоши комбинации и на тој начин
се воведуваме всушност во една состојба која што понатаму може дури да се смета и како нарушена здравствена состојба. Поменавте смоквите. Се препорачува понекогаш навечер да се изеде една смоква за утрото да биде регулирана столицата благодарение на оние ситни зрнца што таа ги содржи во себе. Сега, дали таа да биде сува? Може и ако да е биде сува, повторно мора да испиеме цела чаша вода? Може но пред спиење? Да, треба. Пред спиење секогаш треба да пиеме вода. Значи, тоа е поважниот дел од решавање на проблемот со обстипација, но секако да не биде после вечера. Тоа, да, ќе помогне во решавањето на обстипацијата, но доколку предходно најмалку 3 часа не сме конзумирале оброк. Доколку сме конзумирале оброк... Значи на гладно да се изеде. Сушност да има помеѓу вечерата и конзумирањето на сувата смоква, тука станува збор за семките, семињата кои што се практично несварливи и кои што ќе побрзаат. Ќе бидат чистачи, нели? Да, и ќе бидат наеден на некој начин чистачи. Но најлесното решение е користењето на пектините кои што ги има во јаболката и во крушите. Но за јаболката, јас се извинувам што ќе прекинам, има некоја дилема. Некои велат јаболката ми создава проблем со столица, други пак велат го решава проблемот. Па всушност се работи за пектинот. Јаболката ќе прават проблем таму каде што луѓето на дневна основа пијат најмногу 300 до 400 грама вода. Пектинот, ова е вовет и во прашањето на пектинот. Растворливи билни влакна кои што прават гел. Така. Тука има и одредени јатки, семиња, меленото ленено семе, одредени јатки. Меѓутоа, кај јаболката и кај крушките, пектинот е најзастапен. Пектинот бабри, односно абсорбира вода и на тој начин дава мекост. Но доколку ја користи неопходната вода во дебелото црево, тогаш апсолутно ја имаме обратната ситуација. Исто се случува и со луѓе кои што во својата исхрана конзумирале билни влакна 7, 8, 9 грама на ден и почнуваат со одреден тип на модерна исхрана, каде што наеднаш има 25 грама. Воведувањето на билните влакна треба да биде постепено. Не може од 9 да се отиде на 29. Тоа е најдобриот пат на правење на обстипација. Значи, постепено воведување на билни за да му влакна е дадеме на всушност организмот решението време, за адаптација. Хидратацијата Така. да ја изневелира, да се целата вода која што треба да биде абсорбирана од растворливите билни влакна не оди на штета на празнењето на цревата. И ве стигнавме до водата и хидратацијата. Некои велат дека им помага во празнењето на цревата при обстипација, пиењето млака вода. Има ли логика тоа? Има логика, затоа што, па да ви кажам исто и одреден чај наутро и кафе наутро, во смисол на помагање како ритуал на празнење се должи на температурата на пијалокот. Топлата вода ги загрева, значи брзо поминува низ желудникот, апсолутно не ангажира, значи дигестија, киселини, веднаш доаѓа во цревата, топлината ги шири, делува како еден вид на релаксатор на цревата и помага, значи, во тоа да се возобнови перисталтиката. Млака вода наутро, односно на собна температура, е многу добро за сите оние кои што имаат и повремено има и многу други здравствени бенефити, меѓутоа е добра идеја и тоа е навистина одлично решение. А вода богата со магнезиум би помогнала ли Да, во но јас празнењето повеќе на сакам да цревата? препорачам вода богата со магнезиум, но знаете, ако вие треба водата богата со магнезиум, минерална, збогатена, фортифицирана, како и да ја наречеме, е брзо инстантно решение. И ако ние треба да го почнеме денот и да одиме на работа, баш наутро збогатена вода со магнезиум не е најдобро решение. Но јас повеќе сакам да форсирам на мирници кои што имаат и растворливи билни влакна И магнезиум. И тука, например, се идеални овие овошја кои што и во народот се познати, но ние секогаш ги забораваме, па бараме некои специјални начини на исхрана,
а тие се секогаш подобро решение кога имаме запакувано во едно бадемот. Ке го кажам на прв поглед на никого не му личи дека бадемот е одличен сојузник во решавањето на обстипацијата, меѓутоа бадемот е се она што сакаме да го внесеме. Тука се значи несаситените масни киселини, тука е калиумот, тука е магнезиумот, тука се растворливите билни влакна и нерастворливите билни влакна и на тој начин имаме еден мал пакет на намирници кои што сушност не го решаваат проблемот. Значи бадемот е одлично решение. Да, но знаете кој е најдоброто решение? Гравот. И тоа ми е на листата, Надица, гравот. Гравот на многу им создава проблеми и затоа го исфрлаат сосема од исхраната. Подуеност, гасови, гадења. Како пак тој сега може да биде решение? Знаете, вообичаено, кога препорачувам протоколи за исхрана, пробно давам грав. За мене гравот е индикатор во каква состојба ви е дигестивниот тракт. Луѓе кај кои што гравот прави навистина големи проблеми, во типот на подуеност, на гасови, нема потреба да се препратуваат на испитувања сериозни и скапи, тие немаат добра цревна флора. Доколку се работи на цревната флора и доколку ја доведеме во една добра кондиција, гравот нема да прави проблем. Ако ќе ве прекинам, доколку гравот прави проблем, но се зема редовно во мали количини, по една лажица, по две, ќе се навикне ли Ќе се навикне организмот и ќе делува во добар правец на подобрување на цревната флора. И втората работа е што денес многу луѓе користат готово припремен грав, каде што не знаат дали првата вода е фрлена. Сите оние кои што не сакаат грав поради подуеност и гасови, треба да го спремаат во домашни услови, каде што ќе фрлат една вода, класичниот начин на припрема на грав, се зоврива, првата вода се фрла, се отстрануваат фитатите, кои што понатаму прават рана ферментација. И знаете, една шака, една порција, значи тоа е 80-90 грама грав како прилог, задоволува 90% од потребите за билни влакна на ден. 90%? 90%. Значи вистинското решение е гравот. А леќата? Леќата грашокот, е исто, леќа, грашокот е втор поред. Леќата по состав на билни влакна, леќата е трета поред, меѓутоа па леќата е многу добра за решавање на обстипација кај мали деца, кои што се уште немаат развиено нели добра дигестија на се. И кај оние каде што имаме други здравствени состојби, знаете, обстипацијата е редовна појава постоперативно. Анатомски проблеми, иритабилен колон, тогаш доаѓа во предвид леќата, но не и гравот. Така. Значи редовно грав, грашок, леќа, боранија. И цели зрна. И цели зрна. Милувам веќе да не го користам зборот интегрален, затоа што интегрален леп не значи леп од цело зрно, но користење... Тоа е обоен леп, кога ќе го купиме. Да, но користење на целото зрно е најдобриот пат на решавање за секогаш на обстипацијата. Ке спомнам уште неколку работи кои што ги применувам за брзо решение. Авокадото кај малите деца. Обично кога се воведуваат вкусовите, знаат да се направи обстипација. Уште неразвиени, недоволно ензими и така натаму. Авокадото е одлично кај малите деца. Значи дава мекост, но не дава револуција. Кивито е исто така многу добро за брзо решавање на обстипација, поготово онаа која што ја имаме кога патуваме, кога менуваме место на престој, па мислам дека скоро сите ја имаме во одреден период. Ананасот ради специфичните ензими, брокулата исто така ради специфичниот сулфорафан, и тие се оние, значи, брзи решенија доколку имаме повремена обстипација. Црвениот компир. Да, и црвениот компир е на листата за решенија. Црвениот компир е високо на листата и навистина кога би ги знаеле сите благодети на црвениот компир,
би го имале најмалку 2 пати во неделата на нашата Така можеме на да го нашата воведеме, трпеза. да направиме и една промена во исхраната. Немаме навика да го користиме, но очигледно дека има бројни бенефити од него. Да. Надица, пуканките, вистина ли дека може да го решат проблемот со отежнатото празнење на цревата? Еве едно вкусно решение. Да, вкусно решение, но под услов да нема сол и да нема додадено обично масло. Малку путер може да се додаде, меѓутоа комбинацијата на пуканки и масло и многу сол нема да делува добро. Пуканките да. Но знаете, кога медицината не била развиена, се давала пченка цело зрно да се проголта, без да се жвака. Така. И на тој начин се гледало дали добро работат цревата, доколку за колку време ќе се исфрли од организмот пченката и дали таа ќе биде цела или нема да биде цела. И пченката добро сожвакана и пуканките помагаат, но не можеме да се ослониме само на пуканки, но да имаат можност, бидејќи при термичката обработка, тука да денатурираат протеините, нели добиваме на волумен, добиваме на волумен, кој што понатаму дава, значи, еден тип на несварлива целулоза и го добиваме волумен. Споменавте дека кафето не секогаш е добро решение, на почеток е природен лаксатив, но потоа може да доведе до обстипација. Што е со црниот чај? Тука е во исто, значи тие не се нездрави напитоци, и чаевите и кафето. Меѓутоа, кофеинот е стимуланс. Хиперстимулирањето на работата на дебелото црево не е никогаш добра идеја. Од проста причина што исто како и лаксативите, ќе го подигаме прагот на стимулација, што значи дека се повеќе ќе ни требаат стимулација. А што е со хемороидите? И хемороидите се проблем кој што исклучително често се јавува кај популацијата. Дали понекогаш решението со нивното повторно појавување може да лежи во промената на исхраната, односно ако омекне столицата, може ли да се реши проблемот со Грижењето да не добиеме обстипација е најдобриот лек за хемороиди, иако тие се јавуваат исто така и од други медицински Така, некогаш е и генетска предиспозиција. Значи, тука се работи за вени, перничиња од притисок и така натаму. Меѓутоа, и доколку имаме медицински третман на хемороидите, многу често, тоа не е гаранција дека нема да се појават. Па пациентите се жалат дека не им завршила операцијата ништо. Доколку не се внимава на исхраната, да не дојде до обстипација, доколку има тврда столица, секогаш ќе има рецидив кај хемороидите. Но таму е покомплицирана диетотерапијата, бидејќи ако во третманот на обстипацијата ние можеме да дозволиме разни варијации, кај хемороидите постои забранета храна. Која е таа, накратко? Првото е никогаш, значи треба да се грижиме за мекоста на столицата за да не ги дразниме хемороидите, но тука веќе не доаѓа во предвид кафе, алкохол, лута храна, кисела храна, зачинета храна, пржена храна, многу масна храна. Значи има навистина ригорозни правила. Да, тука се ригорозни правила, затоа што и хемороидите не се состојба, туку се сепак сериозно нарушување на прокрвувањето на последниот дел од дебелото црево, од каде што ние всушност сето она што треба да излезе од нашиот организам го ослободуваме. А Надица, дали келицата со хемороиди може да помогне ако на гладно зема, да речеме 2 лажици ладно цедено масло за тоа да помогне во полесното празнење на цревата? Секое обложување со здрави масти или користење на храна која што во дебелото црево ќе направи процес на формирање на слободни масни киселини со средни ланци, тука е и маслото од лен, иако јас предпочитам да биде мелено ленено семе па да ја пушти лигнините. Гелот, маслиновото масло се добра идеја на обложување на ѕидовите и на тој начин помала дразба на дебелото црево, а кај хемороидите наглите
спазми на дебелото црево не се пожелни и обстипацијата, бидејќи тогаш нели и даваме и многу напон и уште повеќе даваме притисок на хемероидите и така натаму. И моето последно прашање сосема накратко, дали одредени чаеви може да помогнат, како што да речеме чајот од рузмарин? Ете, тоа е нешто што во народот многу се се зборува практикува. за чајот од рузмарин, меѓутоа конкретно рузмаринот има силно лаксативно дејство. Ајде ќе се вратиме на она што почнавте, еден добар компот од слива, Така. со малку јабока и малку крушка, апсолутно ќе го замени чајот од рузмарин. Лаксативното својство е многу благо, нежно и долго трајно. Надица, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. На вистина еден интересен разговор, исполнет со корисни совети и препораки за сите нас, бидејќи, како што отворив емисијата, барем еднаш во животот сме имале ваков проблем, а некои го имаат и редовно. Секогаш со големо задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Ви посакувам пријатен ден.